Добро вечер. Вие сте со најновото издание на Урбаните вести. Градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски денеска со садење на 80 на листопадни садници во дрворидите од двете страни на булеварот Борис Трајковски ја почна акцијата за садење дрвја во дрворидите на улиците и на булеварите низ сите 10 скопски општини. Со оваа информација ги започнуваме денешните вести. Во продолжение погледнете што друго ќе видите во нив. Доделени 11 нови решенија за национални пензии за придонес во културата. Цената на огревното дрво останува иста. Новитет е начинот на плаќање. Се одбележуваат денови на Никола Јонков Вапцаров. Правните лица од 1 јануари наредната година ќе може да купуваат огревно дрво во претходно склучени договори, кои ќе се вршат 2 пати годишно во складиштата на јавното претпријатие Македонски шуми. Продажбата ќе се врши на неколку начини, а целта е да се постигне транспарентност. Јавното претпријатие Македонски шуми со неколку мерки ќе олеснува набавката и плаќањето на дрвата за огрев, како и продажбата на техничко дрво на правни лица. Како што информираше директорот Жарко Караджовски, оваа грејна сезона новитет е одложеното плаќање, со кое претпријатието ќе излезе во пресрет на многу домакинства, кои не се во можност да ја платат целосната сума за огрев одеднаш. Правните лица од 1 јануари наредната година ќе може да купуваат огревно дрво по претходно склучени договори, кои ќе се вршат 2 пати годишно во складиштата на јавното претпријатие Македонски шуми. Продажбата ќе се врши на неколку начини, а целта е да се постигне транспарентност. За склучување на купопродажни договори за количини поголеми од 1000 метри кубни, набавувачите ќе добијат 10% пониска цена, доколку се одлучат за авансно плаќање на вредноста на вкупната количина од договорот, и за купувачите на мало се предвидени олеснувања. Одложено плаќање до 30 дена, значи од 30 дена рок на плаќање, со можност со банкарска гаранција, значи да се понуди банкарска гаранција која што ќе покрива 2 месечни рати, највисоки месечни рати, односно 2 месечни динамики на испораки и 10% учество при склучување на договорот, со тоа што сите договори ќе се склучуваат 2 пати во годината. Зборувам за огревно дрво. Едните договори ќе бидат од 1.1. заклучно со 31. мај и вторите се од 1.6. заклучно со 31.12. Вториот начин е со одложен рок на плаќање од 45 дена со 30% учество и банкарска гаранција која што ќе покрива 1/3 од вкупниот износ. При продажбата на огревното дрво, значи ќе се води сметка испорачаната роба да не ја надминува банкарската гаранција и исто така банкарската гаранција мора да биде со важност 1 месец повеќе од важноста на договорот. Кај техничкото дрво продажбата оди исто така можност за авансна уплата. Значи се плаќа на профактура, се нудат исто така 2 договори, значи можност за 2 пати во годината, со тоа што договорите кај техничкото дрво ќе бидат првиот до 31. август, а вториот од септември до крајот на годината. Можноста е исто така авансна, значи на профактура, секој некој што сака да добија 10%, значи големо продажна цена, која е 10% помало од мало продажната цена, секој онај кој што не може тоа да го постигне, не е во состојба или финансиски или инаку, има можност од следниот начин. Плаќање до 30 дена, односно од 30 дена одложено плаќање, со 10% учество од вкупната вредност на договорот и банкарска гаранција која покрива период од 2 рати кои што следат во договорот. Цената за 1 метар кубен буково дрво и оваа година останува непромената, односно изнесува 2583 динари за продажба на големо и 2870 динари за продажба на мало. За превоз до дома се наплатува 150 динари од метар кубен.
Почнувајќи од денеска, до понеделник во Скопје ќе се одбележуваат денови на Никола Јонков Вапцаров. Манифестацијата во организација на културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров од Скопје денеска започна со положување цвеќе пред споменикот на Вапцаров во општина Бутел, а потоа продолжи со организирана приредба. Денеска заеднички сме тука пред споменикот, кој на големо задоволство, јас би рекол на сите граѓани, не само на општината Бутел, туку и пошироко, што се изгради овој споменик, за да имаме прилика и можност да му дадеме почит. Денеска поново му даваме почит, значи се надевам дека изградбата на овој споменик има многу поголемо значење, бидејќи почнуваат генерации помлади да се запознаат со делото на Никола Јонков Вапцаров. Припремена е културно-уметничка програма, каде што во склоп на Вапцаровите денови, кои, како што кажа председател, започнуваат денеска. Се надеваме дека од година можеби ќе направиме поинако проект заеднички, каде што уште на повисоко ниво сакаме ќе го афирмираме делото на Никола Јонков Вапцаров. Активности се одвиваат во рамките на културната манифестација Вапцарови денови, која се организира по 35 пат. Последните години во соработка организираме со општината Бутел, за што овој пат ја користиме прилика се благодарам граѓаникот кој што несебично се вклучи во оваа активност и заеднички ги организираме овие активности. Значи денес е почетокот на Вапцарови денови, траа до 9 декември. 6 имаме настап во Дом на Арама и 9 имаме во Дом на Арама со учество на повеќе фолклорни групи и други активности што се одвијат во рамките на Вапцарови денови. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска додели нови 11 решенија за национални пензии за долгогодишен придонес во културата. Пензијата ќе биде месечен надомест во висина на разликата меѓу пензијата што ја остваруваат и највисоката пензија во Република Македонија. Деталите ги има Томислав Атанасовски. Согласно со измените на Законот за култура од 1 јануари 2012 година, уметниците и другите стручни работници од областа на заштитата на културното наследство кои се добитници на наградите 11 октомври, Свети Климент Охридски и 23 октомври за долгогодишни остварувања во културата или за животно дело, имаат право на месечен надомест од Министерството за култура во висина на разликата меѓу пензијата што ја остваруваат и највисоката пензија во Република Македонија. По тој повод, во новиот објект на Македонскиот народен театар, денеска Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска свечено ги додели новите 11 решенија за национални пензии за придонес во културата. Овој театар, почитувани доаени, е вашиот дом. Тука се втемелени сите ваши соништа, вашите дострели кои не обврзаа да ја оствариме оваа наша голема мисија, но и да го развиваме и натаму македонскиот театар онака како што вие го замислувавте, право кон звездите. Со гордост ке забележам дека Република Македонија денеска е земја со силен уметнички потенцијал, со автори кои создаваат врвни вредности и освојуваат многубројни признанија и награди ширум светот. Сево ова е резултат на вашиот придонес, кој беше пример и порака до младите генерации за истрајност, трудолюбивост и секако пожртвувано вложување во културата и уметноста. Со национални пензии за особен придонес во културата се здобија Климе Коробар, архитект, Галена Куцуловска, кустос историчар, Халил Залндели, писател, Санде Стојчевски, писател, Владимир Георгиевски, ликомен уметник, Ивица Зориќ, диригент, Благој Чоревски, актер, Михел Ренџов, поет, Ставре Димитров, ликовен уметник, Џабир Ахмети, писател и Велес Милевски, поет. Инаку, Македонскиот народен театар утре вечер со премиерата на Вечната куќа по текст на Јордан Плевнеш и режија на Дејан Пројковски, своите представи ќе почне да ги изведува во новиот објект изграден на местото на некогашниот стар театар. Официјалниот почеток на работата на новата театарска зграда ќе биде одбележан со уште 2 премиери на оваа представа на 8 и 9 декември, а до крајот на месецот ќе има уште 8 репризни изведби. Од јануари, Македонскиот народен театар ќе продолжи со својот редовен репертоар. Општина Илинден огласи на продажба 14 градежни парцели за изградба на куќи за индивидуално домување во новата населба Јака. Нивната површина се движи помеѓу 348 и 434 метри квадратни, додека почетната цена изнесува 148 динари за метар квадратен.
Физичките и правни лица што пројавуваат интерес за градежното земјиште треба да ги достават своите понуди, заедно со доказ за уплатен депозит најдоцна до 3 јануари 2014 година. Електронската лицитација ќе се одржи на 10 јануари. Локалната власт во континуитет објавува огласи за отуѓување на земјиште во населбата Јака, кои во најголем дел се успешно реализирани со распродадени локации за градба на куќи. На сите идни жители на населбата бесплатно ќе им бидат понудени подготвени идејни и основни проекти за изградба на објекти за индивидуално домување, со што значително се олеснува процесот за добивање нов дом. Од општина Илинден нагласуваат дека новата населба Јака се наоѓа на само 10 километри од центарот на Скопје, се простира на површина од 28 хектари и опфаќа вкупно 500 парцели за изградба на семејни куќи, трговски центар, хотелско-сместувачки капацитети, забавен парк, спортски терени и простори за собири. Градоначалникот на град Скопје, Куце Трајановски, денеска се сретна со неговиот колега од општина Чаир, при што го најави проширувањето на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, како и проширувањето на улицата Никола Карев, односно попозната како Пластичарска улица, до Американската амбасада. Најавени се и реконструкции на делови од улицата Цветан Димов. Градоначалникот Трајановски на почетокот на средбата наведе дел од активностите кои градот Скопје и јавните предпријатија ги остварија во 2013 година на територијата на општината, како што се пуштањето во употреба на новата кружна крстосница помеѓу улиците Лазо Трповски и Втора македонска бригада, како и повеќето зафати на територијата на местната заедница Бајрам Шабани. Трајановски најави поголем број на проекти кои ќе се реализираат во наредната 2014 година. Главни проекти кои ќе ги почнеме во 2014 година се проширувањето на булевар Христијан Тодоровски Карпош, каде што ќе се добие булеварско решение, проширување на булевар Никола Карев, така наречената Пластичарска улица, до амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија, како и проширување на делови од улицата Цветан Димов, каде што сообраќајниот метеж е најголем и условите го дозволуваат тоа, рече градоначалникот Трајановски. Градоначалникот Меджити посочи дека овие средби се одлична можност за координирање на активностите на двете локални самоуправи, како и давање оцена на квалитетот на работата на јавните предпријатија од местните заедници. Уште 38 дена до стартот на Европското првенство во ракомет во Данска. Македонија во група со Австрија, Чешка и Данска. Новиот светски шампион во фудбал ќе добие финансиска награда од ФИФА во вредност од 25,6 милиони евра. Повеќе за овие и останатите спортски вести по рекламите.